Почитувани, имам 3 прашања, 2 за премиерот и 1 за министерката за образование. Првото прашање за премиерот се однесува на Преспанскиот договор. Имено, во членот 1, став 10 од Преспанскиот договор се говори за 2 периода, еден технички и еден политички. Првиот се однесува на постоечките документи и материјали што се издадени за внатрешна употреба, но може да се употребуваат и надвор, и во него пишува дека тие треба да влезат во сила 5 години, значи да се реализираат најдоцна 5 години од стапувањето во сила на договорот. Политичкиот пак период се однесува на документи и материјали кои се исклучиво за внатрешна употреба и нивната примена се врзува за отварање на секое поглавје на релевантното поле. Значи, моето прашање е: зошто во реализацијата и на административниот и на политичкиот, и на техничкиот, и на политичкиот период толкава брзина? Зошто не ги усогласите чекорите со националните интереси? Особено кога е во прашање вториот феномен, политичкиот, ние се уште не сме добиле датум. На предлог на Франција може да зборуваме за усогласено со кластери, а тие покриваат повеќе поглавја, а не само едно. Значи, ни од тоа нема ништо, но затоа реализацијата на овие одредби, наместо да се врзе за националните интереси, тече со огромна брзина. Второто прашање. Инаку во Грција се уште каде да одите, ке видите дека пишува Скопје. Второто прашање се однесува на еден феномен што не е нов, меѓутоа е нотиран и во последниот извештај, се однесува на скратената постапка за донесување на законите со европско знаме. Дури се случува да пристигне овде закон во редовна постапка, потоа да исчезне и да се врати под европско знаме. Ке се согласите дека не се станува европјанин со веење европско знаме, туку со редовна постапка и со 3 читања, зашто таа гарантира инклузивност и диалог. Значи, наместо скратената постапка да биде исклучок, кај нас станува правило. Последното прашање е за министерката Царовска. Сведоци сме на бурни настапи врзани за реформите во образованието. Меѓутоа, она што јас мислам дека е важно за секоја реформа, а особено за образовната реформа, е да се почитува знаењето, да не се трча, да се креира мир, да се гради консензус. Меѓутоа, ситуацијата што ја гледам и следам, мене ми личи како на белум омниум контра министерката, контра Мила. Зошто? Бидејќи ми се чини дека речиси сите образовни институции, да не речам и учители, наставници и професори, имаат сериозни забелешки на овој топ-даун процес, не се согласуваат со него, а тие се главните субјекти. Ми се чини дека за реформа секоја, а особено за образовната, е потребна сериозна диагноза. Зашто не можете да препорачате, а не да примените лек,
ако диагнозата не ви е во ред. Искрено не ја гледам. Згора, без добри учители не може да има добро образование, а пред неколку месеци бевме сведоци на еден предлог закон за измена и дополна на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование, повторно по скратена постапка. Законот е донесен во далечната 2015 година и јас разбирам дека не стапил во сила заради потребата од подготовка на измените, меѓутоа не ми е јасно зошто пред неколку месеци овој закон, кој што воспоставува сериозни и многу построги критериуми за наставниците, учителите и професорите, сега се одложи за 2022-2023. Само да повторам. Учениците имаат потреба да се идентификуваат со луѓе со знаење, интегритет и дигнитет. Имаат потреба во наставниците, во учителите да препознаат идоли. Се разбира дека ако нема строги критериуми, тогаш не може да очекуваме промени од луѓе кои што имаат сериозни проблеми со знаењето, со интегритетот и дигнитетот и понекогаш наместо љубов кон учењето, знаењето и образованието предизвикуваат обратен ефект. Благодарам. Благодарам. Пратеничката Гордана Силјановска-Давкова постави 3 пратенички прашања. Одговор на првото ќе даде